Почитувани дами и господа, денес решивме панелот да биде пократок заради безбедносни причини. Сакам најпрво да ве поздравам сите и да дадам нешто многу важно на знаење, а тоа е дека политичката цел на Западен Балкан е полноправно членство во Европската Унија. Бидејќи местото на сите држави од Западен Балкан е во Европската Унија, а регионалните иницијативи се еден од начините на подобра соработка на патот кон полноправно членство во Унијата. И сите држави во регионот сме практично на тој пат, бидејќи регионот денес го има потребниот лидерски потенцијал за носење на такви одлуки. И тоа што е неопходно сега е ние да ги удвоиме нашите напори на секој план, но да ја добиеме и потребната поддршка од европските партнери за да го забрзаме процесот на интеграцијата. Ова го истакнувам од причина што никогаш појасни не биле пораките од нашите стратешки партнери од Европската Унија дека до 2030 година е можно проширување на Европската Унија со земјите од Западен Балкан и дека сега практично работата е на нас како ќе ги движиме процесите во регионот. Војната во Украина ја потсети Европа дека на географска површина на европскиот континент постои геостратегиска празнина. Ние не треба да заборавиме дека војната во Украина се води на 700 километри од тука каде што денес седиме. Државите од Западен Балкан, чии што европски определби не се спорни, но секој од државите има различен капацитет на отпорност на недемократските тенденции што доаѓаат однадвор, главно поради различното темпо на демократизацијата внатре во самите општества. Оваа геостратегиска празнина е отворена врата за ветриштата што веќе ја ништаат стабилноста на кревките, односно на кревкиот Западен Балкан, но со тоа и на самата Европска Унија, чија што цврстина очигледно е дека не е само во здружувањето на економски моќни држави, туку пред се во обединувањето на сите држави, и големи и мали, кои што гравитираат на овој европски простор. Ние не треба да заборавиме дека Европската Унија има две граници. Едната е надворешната граница на Европската Унија и втората е внатрешната, а тоа е границата со земјите од Западен Балкан. И тоа е границата која што во иднина до 2030 година сите заедно треба да направиме да не постои повеќе. На сите нас и на Западен Балкан и на Европа ни се потребни единство и стабилност, за да можеме да зборуваме за поединечните и за заедничките перспективи, и ова е првото нешто кое што мора да го имаме во предвид. Ние работиме во рамки на иницијативата Отворен Балкан, во рамки на Берлинскиот процес, ги истакнуваме придобивките од формирањето на заедничкиот регионален пазар, признавањето на дипломите, на работните дозволи, на олеснетите движења на луѓето, добрата и услугите, но секогаш пред нас ќе имаме примарната цел, а тоа е соединувањето во европското семејство на народи и држави. Војната на европскиот континент го вклучи алармот дека само обединета Европа, заедно со Западен Балкан, е стабилна и безбедна Европа. Се друго е дел од решението, а не и самото решение што е потребно на сите нас. Во овој процес треба да се стимулира и поддржи затворањето на билатералните прашања секаде каде што е тоа потребно. Затоа што видовме дека соработката меѓу две држави е мотивација за поширока соработка, исто како што конфликтот меѓу две држави е тригер за пошироко недоразбирање, што го покажа со своите одрази руско-украинската војна. Добро е што регионот, па и Европа, го имаат Преспанскиот договор како добар модел за функционална демократија, кој што промовира решавање на отворени прашања преку отворен диалог помеѓу страните. Договорот од Преспа одговара на загриженостите кај речиси сите држави кои имаат слични спорови што засегаат идентитетски прашања. Затоа што е модел на дипломатија чии што решенија не го загрозуваат, туку напротив ги заштитуваат и зацврстуваат идентитетските определби, значени за една држава и еден народ. Од нашиот македонски пример сакам да порачам на регионот дека е важно да се има храбро, но и стратешко лидерство, бидејќи тоа води кон очекувани и посакувани перспективи. Се покажа дека политичките решенија се и решенија за економијата, односно дека тешките одлуки функционираат и за економијата во позитивен смер.
По договорот од Преспа и почетокот на преговорите со Европската Унија минатата година, во најпредизвикувачката година по Втората светска војна, Република Северна Македонија минатата година бележи највисоко ниво на странски директни инвестиции и највисоко ниво на домашни инвестиции и највисоко ниво на поддршка на домашните компании за нов циклус на инвестирање. Платите значително порасна, минималната плата за над 100% во однос на периодот пред 5 години, нивото на пензиите зголемено помеѓу 40 и 50%, исто така споредено со истиот период. Ова секако е резултат на постигнатата стабилност дома, а се должи и на зајакнатата економска соработка со земјите од Западен Балкан, која што е факт дека никогаш не била поголема од денес. Но тоа се должи и на добрите односи, би рекол и одличните односи со најголемите економии во светот и во Европа, како што е, например, германската економија. И таа добра соработка вчера беше крунисана со резолуција на германскиот Бундестаг, кој што даде јасна и недвосмислена поддршка на интегрирањето на Северна Македонија во Европската Унија со заштитен идентитет, јазик и култура. Поголемо признание дека политичките и економските односи одат рака под рака, бидејќи Германија е наш најголем трговски партнер, од ова нема. Ова секако не води и кон суштината на значењето на регионалната соработка. Со заеднички сили ја пребродивме прво здравствената криза, а потоа се справивме и со пикот на економско-енергетската криза во текот на зимата, што доведе до поскапување на енергијата, храната, суровините, влијаеше на инфлацијата и се закануваше на економиите. Ако не ги имавме цврсто поставени темелите на меѓусебната доверба преку иницијативата Отворен Балкан, преку Берлинскиот процес, сигурно ќе бевме во потешка ситуација од денес. Но со заедничко делување, солидарност, поддршка, ги облаживме последиците од овие наизменични кризи и нашата соработка покажува успех. И ако некој се уште се прашува како, одговорот е пред сите нас. Државите во регионот имаат политички раководства кои одлучија да се ослободат од прангите на минатото, да гледаат кон иднината и да работат за неа заедно и денес. Берлинскиот процес е важен затоа што ги вклучува сите држави на Западен Балкан. Во рамките на овој процес потпишани се договори за заемно признавање на универзитетските дипломи, што отвори нови работни можности и зголемени екзистенцијални можности за професионалниот кадар и граѓаните. Иницијативата Отворен Балкан пак е оригинална идеја на Србија, Албанија и Северна Македонија и резултатите од неа се мерат со факти. Извозот на Северна Македонија кон Србија минатата година се зголеми за 50%, а кон Албанија за 40%. Исто така и нивниот извоз кон нашата земја се зголеми споредено со 2019 и 2020 година. Со зелените ленти на граничните премини, транспортните камиони на Ќафасан и Табановце се движат со минимално време на чекање, со што транспортот сега на производите, односно и увозот и на извозот повеќе кратно се зголеми. Студија на Светска банка покажуваше дека транспортот на Балканот 70% се поминува во чекање на граници. Само 30% е во возење. Со воведувањето на зелените ленти, со укинувањето на нетарифните бариери, со олеснувањето на инспекцијските надзори, навистина го забрзавме и транспортот и емпириски се потврди дека е зголемена трговијата помеѓу нашите три држави. Сега имаме минимално време на чекање за транспортните компании. Исто така, граѓаните кои што во минатото сакаат да работат во некој од земјите од Западен Балкан, односно од Отворен Балкан, мора да најдат прво работодавач, за да аплицираат за дозвола за престој, врз основа на добиена работа, и тие процедури на чекање траја повеќе месеци. Сега правото на пристап на пазарот на труд помеѓу трите држави е значително поедноставено. Бројот на туристи, например, од Србија во нашата држава во 2022 година, споредено со 2021 година, е зголемена за 500%. И ова е уште една потврда дека одличните политички односи помеѓу Србија и Северна Македонија влијаат на размена на луѓе и особено на зголемување на туристичкиот потенцијал и размена.
Економските пазари на нашите држави поединечно се мали, поради што ја унапредуваме иницијативата за заеднички регионален пазар. Исто така имаме иницијатива и за заедничко привлекување на странски директни инвестиции од поразвиените држави. Со тоа обезбедуваме поголема конкурентност на европскиот пазар, поголема конкурентност пред европските и светските инвеститори и стануваме попривлечни за истите. Пошироко во регионални рамки со Грција и со Албанија веќе грабиме стабилни врски за транспорт на енергија. Започнати се процедурите за изградба на нов гасовод помеѓу Северна Македонија и Грција, што ќе биде поврзан со ЛНГ терминалите во Грција, меѓутоа и со другите гасоводи кои што водат низ нашата соседна држава. Исто така во Албанија се водат дискусии за отворање на нов терминал кој што потоа пак ќе биде поврзан на овие интерконектори кои што ќе поминуваат низ Северна Македонија. Спроведуваме и јасен план за изградба на патната инфраструктура и кон исток кон Бугарија и кон запад кон Република Албанија. Коридорот 8 веќе стана дел од трансевропските коридори заедно со коридорот 10. Градиме нов аутопат кон Албанија, градиме и експресен пат кон Бугарија, како и железница кон Бугарија. Коридорот 8 е навистина значаен за Република Северна Македонија, затоа што покрај пристап до пристаништето во Солун, како што беше единствено можно досега, добиваме пристап и до пристаништето во Драч, во Албанија и во Бургас во Бугарија. Со тоа, ние сме географски центарот на Балканот и со вложувањето во инфраструктурата од, јас кажувам, обиколница или кружен тек на Балканот, државата ќе стане вистинска раскрсница на транспортните коридори на Балканот. Ова, од друга страна, ќе биде огромен инпут во развојот на економијата и стандардот на граѓаните. Ова нека биде доволен вовед во дебатата што следува во рамките на оваа сесија, на која што ќе ги слушнеме искуствата и од нашите соседи и регионални пријатели, бидејќи сите заедно сме тука на вистинскиот пат на развојот на нашите држави, на развојот и интензивирање на регионалната соработка. Бидејќи вистинската регионална соработка е начинот на кој што ја поддржуваме регионалната стабилност. На нас е да носиме одлуки со изострен фокус, што не носат во Европската Унија, бидејќи предизвиците, како што и вчера кажав, се можности, а како што реков, нашите неповторливи шанси се токму денес. Ви благодарам. Ви благодарам, господине премиер. Неколку прашања, ако може. Вие зборувавте за пораките кои што доаѓаат од членовите на Европската Унија дека се позитивни во однос на европските